Еве вака. Ајде, драги деца. Денеска учиме нешто многу важно и за некоја личност што е многу важна за Македонија. Ајде, кажете ми за кој учевме денеска. Кажи ти, Лука, знаеш? Да. Како се вика? Гоце Делчев. Кажи ти, Мила, како се вика? Гоце Делчев. Гоце Делчев, браво. Кажи ти за кого денеска учевме. Гоце Делчев. Знаеш ти? Да, Гоце Делчев. Браво. И ти? Да. Кој е тој што го држиш? Гоце Делчев. Гоце Делчев е тој. Браво, деца. Браво. Тој е Гоце Делчев. Сега ќе можете да го препознавате кога ќе ја видите неговата слика или споменик дека тој е Гоце Делчев. А кој бил Гоце Делчев? Знае ли некој да кажи кој бил тој? Што е? Зошто е толку заслужен за нас, за Македонија? Знаеш ли ти, Душо, да кажеш? Што е тој? Тој бил јунак и се борел за нашата Македонија. Браво. Најубаво кажано. Добро, а што работел инаку? Тој бил учен човек. Што бил инаку? По професија. По професија бил учител. Учител бил. Да, учител бил. Добро. А овде е облечен поинаку, така? Овде е облечен како комита. Тој се, кога се борел, кога бил во шумите, и се борел за слободата на Македонија, вака бил облечен. Ете, го запамтивте и така. А овде, еве, поинаку сликан како во друга облека, како учител, така? Ете така, добро. Знае ли некој да ми кажи како е неговото правилно име, вистинско име? Кажи, Мила, ти? Ѓорѓи. Ама заедно со презимето. Ѓорѓи Делчев. Ѓорѓи Делчев. А кој му го дал ова скратено име на Галено? Кажи, Мила, ти. Сестрите. Неговите сестри, како го викале тие? Гоце Делчев. Гоце го викале. А зошто на Галено така било? Да. Дали се лутел неговиот татко? Се лутел. Што им велел? Велел, немој така да го викате. Викајте го со целото име, така? Викајте го. Тој се вика Ѓорѓи, а нив му било многу убаво да го викаат на Галено и го викале Гоце. Така на Галено и почнале сите да го викаат, па дури и ние сега си го викаме на Галено. Гоце Делчев, а неговото вистинско име е Ѓорѓи Делчев, така? Како што кажа ти, Миличка. Одлично. Добро. Сега чекај. Ајде, а зашто се борел Гоце Делчев? За нашата Македонија да биде Што? ослободена. Ослободена, Мила. А дали тогаш била слободна кога Гоце бил млад и кога бил дете? Не, таа била поробена. Заробена била тогаш и Гоце сакал таа да биде слободна. Добро, добро. Која му била најголема желба на Гоце, Мило? Кажи ти. Да биде учител. Да биде учител, добро. И да ги учи дечата на македонски. а учеле ли тогаш на македонски јазик кога тој бил дете? Не. Не учеле. И тој многу сакал да стане учител и да ги учи децата на македонски јазик. А имало ли книги на македонски јазик, Иринче, во тоа време? Немало. Ни училишта на македонски јазик, така? Добро. А еве, кога станал учител, тој знаел повеќе јазици и ги учел децата на повеќе јазици, на француски јазик. А кога го прашале тие зошто мораме да учиме и други јазици, кој ќе кажи што одговорил Гоце? Што им кажувал? Кажи ти, Мила. Да знае цел свет дека ние сме македонци. И да знаеме да му кажеме на цел свет, така? Да не разберат дека ние сме македонци и имаме свој јазик, а тоа е македонски. Сакал во училиштата кој јазик да се учи? Кажете сите. Македонски. Да има книги на кој јазик? На македонски. И Македонија да биде каква? Слободна, ослободена. Се исполнил ли сонот на Гоце? Да. Слободна ли е Македонија? Да. Се учили во училиштата македонски јазик? Да. А се зборували
слободно тој македонски јазик. Овај човек што ти го боиш денеска, како се вика? Ова на боенката што е? Кој е тој? Ама не те слушам, кој е тој? Гоце Делчев. Добро. Што бил тој? Ти ми кажа нешто многу убаво. Кога ќе ја видиш оваа слика овде, чекај да ја видам и јас. Така, што ти се чини, како што да кажува Гоце, ама да ја гледам убаво, потргни ја раката. Така, што вели Гоце, што мислиш? Еве, сега се исполни мојот сон, Македонија е слободна. Се исполни мојот сон, Македонија е слободна. Затоа е така расширен, со расширени раце? Да. Многу убаво, многу убаво. Ти благодарам, душа. Како да ти кажам?